малку, дали Аха, нема проблем. дали заврши Борете вака? дали заврши рокот за реаплицирање на општините и дали тие, пример тие општината Аци, дали пак аплицирала со проект? Да, на минатата седница на влада рокот за докомплетирање на техничката документација која што е неопходна за да се влезе во оној втор критериум кој што практично ги обврзуваше локалните самоуправи да имаат целосна готова техничка документација со одобрение за градба. Како што споменав на минатата седница на влада го продолживме до 15 ноември за да може што е можно повеќе локални самоуправи да искористат што е можно повеќе од овие средства кои што ги ставаме на располагање на локалните самоуправи. Општина Теарци ми информираше градоначалникот дека ќе ја докомплетира документацијата и дека се надевам дека ќе и овој прв повик ќе влезе во фаза на финансирање. По Лошки регион имате информации кои општини аплицирали и кои не? Сите општини имаат аплицирано. Рековме дека само една општина има аплицирано со проект кој што веќе е започнат и кој што не може да се влезе во фаза на финансирање. Јас се надам дека на следниот повик кој што ќе случи следната година и таа општина ќе добие дел од овие средства. Понарешниот министер за локална самоуправа во една изјава велеше дека децентрализацијата на општините зависи од политичката волја. Имате ви исто мислење и докаде? Ако збориме за децентрализација во дел на надлежности, тоа е нешто кое што мислам дека како фаза може би и е затворена затоа што локалните самоуправи по принципот на субсидијарност веќе си ги обавуваат надлежностите кои што им се утврдени со закон. И јас навистина немам тука замерка и мислам дека соодветно ги испорачуваат услугите кои што согласно децентрализацијата ги испорачуваат на граѓаните. Во делот на фискалната децентрализација, ако збориме, тоа секако е жива материја. Јас постојано тоа го комуницирам. Нормално е локалните самоуправи да бараат повеќе средства во насока на испорачување на своите услуги кон граѓаните, но од друга страна и централниот буџет треба да бидеме сигурни дека ќе може да го сервисира системот во целост. Значи тоа секако мора да биде на балансирана основа. Ние не ја затвараме таа тема никогаш, постојано сме отворени за комуникација со локалните самоуправи, да ги слушнеме нивните потреби, но од друга страна, како што веќе споменав, мораме и да водиме сметка да од централниот буџет се сервисираат системот на државата кој што едноставно мора да функционира безпрекорно. Ќе има некој план? Па оваа година веќе има зголемување на 6% во делот на приходите од данокот на додадена вредност и персоналниот данок кој што е насочен кон локалните самоуправи, така да сметам дека сме на солидно ниво. Значи нормално е дека треба да разговараме и така натака, но сега мислам дека е сепак поставена оваа фискална децентрализација на солидно ниво. Дополнително мора да се спомене фактот што оваа година предвидуваме 100 милиони евра за општините, следната година предвидуваме 250 милиони евра за општините и кога збориме за фискалната децентрализација, она кое што постојано го апелирам за локалните самоуправи, а тоа е дека мора поревносно да си ги собираат своите собствени приходи, а тоа се даноците на имот и комуналните такси. Едноставно не можеме да се пофалиме со процент некаде движи просечно околу 50% дека е соодветно колектирањето на сопствените извори на финансирање. Значи мораме да работиме и во таа насок. Верувајте ми, нашите проекции заедно со Министерството за финансии кои што ги направивме, некаде на годишна основа локалните самоуправи од тоа што не соодветно го колектираат данокот на имот и комуналните такси губат од 100 до 120 милиони евра. Сега замислете, ние со интервентна мерка ќе опфатиме повеќе од 274 проекти во овие 100 милиони евра, а замислете овие 100 милиони евра да ги колектираат ревносно локалните самоуправи, секоја година ќе има нов инвестициски циклус. Во вашата изјава сте видели дека општините, значи 4 општини немаат право законски да го финансират Албанската академија. Ако се случи тоа, ќе земате некои мерки или кој е планот? Во Законот за локална самоуправа, во член 11 став 7, точно стои дека локалните самоуправи и приходите кои што ги колектираат локалните самоуправи треба да ги трошат во насока на остварување на законски утврдени надлежности. Јас неколку пати спомнав, Албанска академија за науки и уметности не е опишана во оние надлежности во членот 22 од Законот за локална самоуправа, кои што се основни надлежности на локалните самоуправи. За да финансира една локална самоуправа треба да помине одлука на совет. Дали ќе помине или не, тоа оставам на советниците. Едноставно, законот го кажува ова,
тука имаме и државен инспекторат за локална самоуправа, тука е и секако и уставот, но јас би апелирал да не се прават проблеми таму каде што ги нема, затоа што ние треба ревносно да работиме и да ги остваруваме потребите на граѓаните. Да, Законот за локална самоуправа се предвидува подржување на организации, на